Доналд Трамп се враќа на престолот во Белата куќа. Течат последните подготовки во Вашингтон за понеделничката инаугурација на ново избраниот американски претседател. Во главниот град на сојузните држави се очекува присуство на околу 1/4 милион луѓе со билети да ја следат за клетвата на Трамп. И македонска делегација ќе присуствува на инаугурацијската церемонија која ја предводи премиерот Христијан Мицкоски како единствен представник од Балканот. Мицкоски ќе биде во друштво на министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски, заменик председателот на владата и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Премиерот патувањето ќе го искористи и за средби со македонските бизнисмени во САД за лобирање за инвестирање во Македонија. Меѓу другото, делегацијата предводена од македонскиот премиер Мицкоски ќе присуствува и на свеченоста насловена како Гласови на слободата, која ќе се одржи по инаугурацијата организирана од компаниите Трамп Медија и Рамбл. Очекувањата се дека за време на престојот премиерот Мицкоски ќе одржи повеќе билатерални средби, контакти и средби со повеќе луѓе од новата администрација на американскиот претседател. Исто така, Мицкоски ќе има средба и со бизнисмени со македонско потекло каде ќе стане збор за економска соработка и можни домашни инвестиции. На инаугурацијата засега е јасно дека нема да присуствуваат рускиот и кинескиот претседател, а како представник Кина го испраќа потпредседателот Хан Женг. Нема да оди ниту унгарскиот премиер Виктор Орбан, додека италијанската Џорџија Мелони ќе замине во Вашингтон за заклетвата на Трамп, потврди од нејзиниот кабинет. Покана добил францускиот претседател Емануел Макрон, но нема потврда дали ќе присуствува, додека според неофицијални информации претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен воопшто и не била поканета. Поранешните американски претседатели Барак Обама, Џорџ Буш и Бил Клинтон сепак ќе присуствуваат на инаугурацијата. Ова беше изненадување затоа што тројцата до пред 2 дена имаа став дека нема да присуствуваат, бидејќи не сакале да бидат видени на устоличувањето на човекот кој не го почитуваат многу. Свечената заклетва ќе може да ја следи и до сегашниот Џо Бајден. Инаугурацијата е закажана за во понеделник, а победата на Трамп на последните избори ќе се слави од утре со настап на американски бенд, додека посвеченоста ќе има 3 официјални балови и десетина други поврзани со инаугурацијската свеченост.